Динарот е стабилен таков и ќе остане, нема опасност од девалвација, вели првиот човек на Народната банка Трајко Славевски, потенцирајќи дека фиксниот девизен курс и натаму ќе биде цврста основа на макроекономската стабилност. По неговата прва изјава дадена по заклетвата, каде рече дека реалниот девизен курс на динарот во однос на номиналниот аплицирал 9%. Тој во своето гостување во само интервју појаснува дека нема простор за паника и тоа е апсолвирано прашање. Вели и покрај тоа што во моментов курсот на динарот е зајакнат во однос на еврото, што се должи на повисоката инфлација во земјава во однос на онаа во еврозоната, и со тоа македонската економија е неконкурентна, а извозот поскап. Динарот останува стабилен, а нивна главна цел ќе биде ниска инфлација. Јас го кажав тоа дека со ниска инфлација во рамките на еврозоната и приспособување на економијата во тек на година-две, затоа што сме цврсто определили, сме одлучили дека нема никаква промена на паритетот на курсот во таа насока би предизвикала огромна штета и кај граѓаните и кај фирмите, а никаква корист. Затоа што уште наредниот ден цените на увозните производи, затоа што ние сме високо увозно зависни и за репроматеријали, и за стоки за широка потрошувачка, веднаш ќе се приспособат. Според последниот извештај на Народната банка за 2024, македонскиот банкарски сектор остварил вкупен профит од нешто над 280 милиони евра, а најголемите приходи на банките доаѓаат од нето приходите по основ на камати, кои минатата година достигнале 467,3 милиони евра, што е зголемување од 58,4 милиони евра во однос на претходната година, а нето приходите од провизии на доместоци се зголемени за 8,5 милиони евра. Народната банка засега не размислува на административно ограничување на банкарските провизии. Славевски вели, ќе работат на зголемување на конкуренцијата. Тоа боде очи во јавноста, но го сега се во друга прилика сум кажал, ние треба да бидеме среќни кога банките се на здрави нозе. Ќе направиме се да се зголеми конкуренцијата во извршувањето на платниот промет со влез на нови играчи на пазарот. Сега не размислуваме за, барем јас не размислувам за некој административно утврдување, ограничување на провизиите. Во своето гостување во само интервју тој соопшти дека една од 13 банки во земјава во моментов е под надзор на Народната банка, но според него граѓаните не треба да бидат загрижени, бидејќи банката е високо капитализирана и веќе има заинтересиран инвеститор кој доаѓа од соседна земја. Се прават анализи и Славевски е убеден дека процесот успешно ќе заврши и нема да ни се повтори случајот со Евростандард банка.